19.4.1949 година за прв пат е прогласен првиот национален парк на површина од 11.750 метри. Во 1952 година Националниот парк Маврово ги добива денешните димензии. Тоа е површина од 73.088 хектари. Последниот премер, кој што е направено во 2023 година, во однос на површината имаме зголемување на површината за негде околу 500 хектари. Така да сега се движи бројката од 73.548 хектари. Особените карактеристики на ова на првичното подрачје се пејзажните вредности, планинскиот туризам уште од тоа време и перспективите за иден туристички развој на овој регион. Негде над 90 врвови високи над 2500 метри. Тоа значи силно развиен релјеф во однос на геоморфолошките форми. Трите планински масиви. Тоа е Шарпланина, каде што и сега во моментот се наоѓаме, еден од ограноците на Шарпланина. Втора по големина е и најголема уствари е Бистра. И третиот момент е како ограноци на Кораб се јавува и Дешат, како трет планински масив. Од туристички и културен момент на паркот ќе го споменам манастирот Јован Бигорски, кој што е едно издание на култура и длаборез, која што е карактеристична за Мијачкиот регион, истакнати длаборезци од Гари и од Лазаропале и од Тресонче учествувале долго години во изработката на иконостасот. Едно дрвен иконостас кој што се уште постои во Бигорски и со кое што представува и гордост на Националниот парк како туристичка дестинација за посетување. Една од особените карактеристики е и богатството со дивеч на територијата на паркот. На територијата на паркот имаме единствена стабилна популација во Европа, не ви зборувам за држава или пошироко, во Европа. Единствена стабилна природна популација на рис, како звер најголема мачка во Европа. Негде се проценува бројка од 22. Природната популација на дивата коза, која што повторно ќе речам дека е една од највисоките во Европа, исто природна. Негде располагаме со бројка од 1050 грла на диво коза на различни позиции од територијата на паркот. Морам да се пофалам и да ги пофалам граѓаните кои што живеат на територијата на Националниот парк Маврово, заради тоа што ние немаме појава на бесправна сеча. Особено тоа е забележано во последниве 15-20 години. Делумно преземаме мерки, имаме голем број на активности во тој правец, дел од нив затвораме како депони, ги покриваме, меѓутоа веројатно ќе треба да се преземат поригорозни мерки за спречување, односно на решавање на овие закани од типот на загадувањата со фекалии, пуштање директно во водите на Мавровското езеро и реките, притоките на Мавровското езеро. Имам изградена култура, фактички си почитуваме Националниот парк, да не го деградираме. Недоволна е нашата одговорност, треба да сме искрени. Се уште има луѓе кои што ја загадуваат, значи ќе дојдат оставаат на непотребен отпад. Затоа потребно е првин тој што ќе дојде посетител да си го собере она што ќе го остави зад себе, а не некој друг. На таков начин најбрзо придонесува за заштита на природата. Ова убавина луѓето виделе уште одамна и затоа ја заштитили и прогласиле како национален парк. Тој спој меѓу луѓето и природата, значи мора да се организира, али во прилог да не се деградира, да не се уништува природата.